собранието со 67 гласа за, 13 против и без воздржани го избра председателот на Демократската партија на турците Зулфикар Зейнула за нов министер без ресор, со што се заокружи реконструкцијата на владата. Изборот на Зейнула доаѓа откако партијата склучи коалициски договор со ВМРО-ДПМН, со што пратеникот од ДПТ Бејџан Илјас, кој претходно беше дел од Европскиот фронт предводен од ДУИ, а потоа и кратко време делуваше независно, се приклучи на владеачкото мнозинство. Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН сега брои 59 пратеници. Премиерот Христијан Мицкоски, образложувајќи го предлогот пред пратениците, побара поддршка. Потребна е политика што обединува, а не што создава нови ровови, порача Мицкоски. Денес пред вас не барам поддршка само за еден кандидат, барам поддршка за принципот дека институциите треба да ги водат луѓе кои можат да понесат одговорност, да носат одлуки и да работат во интерес на сите граѓани, без разлика на нивната етничка или политичка припадност. И оваа собраниска седница не помина без политички пресметки меѓу власта и опозицијата, меѓусебни обвинувања, но и навреди и барања за извинувања. Од СДСМ денешниот предлог го оценија како уште еден политички пазар и не дадоа поддршка. Прашуваат дали за новото министерско место вистинската причина е застапеноста на турците во владата или за да се реши проблемот на власта со Бадентеровото мнозинство. Според премиерот Мицкоски пак, на следната седница во вторник ќе се знаат задолженијата на Зейнула во владата, а на опозицијата и порача дека сега членовите на владата работат, наместо да играат фудбал по канцеларии. Коалицијата, предводена од СДСМ, нема да го поддржи овој предлог. Не заради тоа што нешто имаме против човекот, немаме ништо против, напротив беше дел од нашата влада, туку заради тоа што сметаме дека ништо од овие работи кои што ги наведов нема да се променат со изборот на председателот на Демократската партија на турците за нов министер. По подолг временски период, турската заедница во нашата држава повторно ќе има свој представник во владата. Ова не е само избор на министер. Ова е порака дека институциите мора да останат отворени за сите граѓани. За нас, министер без ресор е понижување на турската заедница. Ние сме трета заедница. Знаете што е ова Влен? Има едно министерство со ресор кое се вика Министерство за бурек. Турската заедница сега има едно министерство без ресор кое се вика како Министерство за ајран. И тие заедно ќе се комбинираат. Кога биравме исто така членови на влада и кога се побара извинување, јас се извинив. Денеска во неколку наврати се извинив од името на владата и не ми представуваше никаков проблем. Министер за бурек, министер за ова, министер за она. И сега не знам како функционираат работите. Дали ние треба како членови на владата да ги трпиме овие работи, да молчиме, или и од таму ќе имаме одредена можност да добиеме некакво извинување. Изборот на Зейнула беше одвоен од останатите новоизбрани членови на владата пред неколку дена, за да се запази правилото на реконструкција на најмногу 1/3 од министрите, што може да ја предложи премиерот, за да не се оди на избор на нова влада.